Демонстранти се судрија со полицијата на улиците во Лос Анџелес и во неделата, трет ден поред поради федералните имиграцијски рации. Илјадници војници на Националната гарда на Калифорнија се распределени низ улиците на градот по наредба на американскиот претседател Доналд Трамп. Десетици членови на Националната гарда заедно со персоналот на Министерството за домашна безбедност се судрија со демонстрантите пред федералната зграда во центарот на Лос Анџелес, во близина на градското собрание. Очевидци за Ројтерс изјавиле дека федералните полицајци во центарот на градот со димни бомби ја растерувале толпата, додека полицијата во Лос Анџелес тврди дека некои демонстранти фрлале со камења, со шишиња и други предмети кон полицијата. Протестите во Лос Анџелес започнаа во петок од вечерта, откако агентите за имиграција и царина уапсија десетици луѓе за наводни прекршувања на законите за имиграција. Секретарот за одбрана Пит Хексет предупреди дека Пентагон е подготвен да мобилизира активни трупи доколку насилството продолжи. Гувернерот на Калифорнија Гевин Њусом во неделата изјави дека побарал од администрацијата на Трамп да ја повлече наредбата за распоредување на Националната гарда, нарекувајќи ја незаконска. Тој го обвини Трамп дека се обидува да создаде криза и дека го нарушува државниот суверенитет на Калифорнија. Во објавата на социјалните мрежи во неделата, Трамп ги нарече демонстрантите насилни, бунтовнички толпи. Говорејќи пред новинарите во Њу Џерси во неделата, Трамп беше запрашан дали ќе се повика на законот за бунт кој му дава овластување на претседателот да распореди војска на САД за да ги спречи граѓанските нереди. Зависи од тоа дали има или нема востание, рече Трамп. Оправдувањето на Трамп за распоредувањето на Националната гарда цитира одредба од членот 10 од Кодексот на САД за вооружените сили. Сепак во тој член се вели дека наредбите за овие цели ќе се издаваат преку гувернерите на државите.